Рок и блуз музичарите Сашо Гиговгиш и Гуру Харе смета дека македонската музика насилно ја губи својата автентичност. Колку кошташе Аца Лукасов, дека Желко, овој како се вика Јоксимовиќ или нима слични? Па тоа не е сиромашен народ, тоа е беден по дух народ. Тоа ми е огавно, искрено да кажам, депласирано и крајно некултурно и паланечки. А Штип не е паланка, Штип е град. Според Гуру Харе, едни од најголемите виновници за ваквата состојба се медиумите. Критиката моја замерката е секогаш кон медиумите што работат по еден шаблон и никој не се дрзнува малку повеќе за културата. Јас се надевам дека тоа ќе се промени и ќе се откријат многу нови бендови, ќе се, знаеш, едноставно понудата ќе се зголеми, па луѓето ќе си одберат како и секогаш она што им се допаѓа. Според Гиш, македонската поп музика од нејзиното појавување до почетокот на 90-тите одела во вистински правец. Лошото влијание се појавило подоцна со влезот на турбофолкот и комерцијалната поп музика, која според Гиш нема никаква уметничка издржаност, што освен штета за музиката, прави и штета на културниот идентитет на македонскиот народ. Македонската забавна музика, каква и да е, каква и да била еден трейдмарк на еден народ кој држал до својата автентичност во секој поглед. Сега изгубивме автентичноста. Мислам дека тоа е спремање за амалгамизирање на овој народ, на оваа култура и за обезличување, претопување во некаков матрикс кој ќе личи на пудинг со ништо. Според двајцата уметници, Штип има се уште издржан уметнички и книжевен квалитет, но неговото избивање на површина сега оди потешко. Но општ заклучок е дека материјалната и духовна криза удира најсилно по уметноста и музиката, која со звуците од минатото ќе ја чека својата подобра иднина. Ова го кажаа на синокешниот настав во Штип во рамките на Штипското културно лето.